Здраво на сите, добре дојдовте во шестата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Процесот на растење и созревање, запознавање со околината и откривањето на нови работи е многу важен животен момент на секој човек. Во тие моменти човекот почнува да ја сознава реалноста и почнува да се проучува себе си. Тој животен процес многу лесно може да биде нарушен од сите ситуации кои не се во наша контрола. Таквите ситуации може многу лесно да ни влијаат во нашето размислување и процесот на созревање и да ни направат некаков хаос. Една од таквите животни ситуации, каде што еден човек доживува најмногу трансформации и промени, се училиштата и образовниот процес. Во тој процес може да се случат многу трајни последици врз менталното здравје на човекот, посебно доколку тој е жртва на или пак сведок на врсничко насилство. За жал, во последно време сведоци сме на многу ситуации во кои децата се жртви на врсничко насилство. И токму во денешната епизода ќе зборуваме на оваа тема, ќе откриеме какви последици, какво влијание има тоа во текот на целиот живот. А пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог и психотерапевт Тијана Ивановска. Со неја ќе зборуваме малку повеќе за врсничкото насилство и како тоа влијае врз животите на децата жртви на врсничко насилство. Тијана, здраво, добре дојдовте во новата епизода на Издиши се, како сте? Здраво, Симона. Ти благодарам на поканата, супер, одлично. Пред да почнеме подетално да зборуваме на оваа тема, би сакала на почеток да објасниме што е врсничко насилство. Врсничко насилство е доста широк поим. Кога зборуваме за насилство, претежно зборуваме за физичко насилство. Затоа имаме и повеќе термини кои што се однесуваат на конфликти во склоп на училишни средини. Меѓутоа, меѓуврсничкото насилство конкретно се однесува на се што вклучува, да кажам, употреба на физичка сила, физичка пресметка во склоп на училишни системи, но исто така и надвор од нив, во поглед на сите можни места кои што младите ги користат за да стапат во некаква интеракција социјална. А какви видови на врсничко насилство постојат? Постојат многу различни типови на врсничко насилство, зависи од возраста на деца за кое што зборуваме. Ние сепак тука повеќе посоодветно го користиме зборот булинг, затоа што булингот вклучува повеќе различни форми на, да кажеме, некакво насилство. Кога зборуваме за булингот, зборуваме за многу разни, да кажем, начини на кои што ние можеме да повредиме нечии туги чувства. Јас не би да се повторувам, веројатно сите знаат дефиницијата за булинг, знаеме што значи да малтретираш некого, што значи да правиш на некого нешто против негова волја. Така што мислам дека една унифицирана дефиниција е актот на правење на било какво дело или било какво обраќање спрема некоја личност, спрема некој врсник, кое што е како такво непожелно и непосакувано од другата страна. И се што тоа може да вклучува. Најчесто се разликува медиумот, дали се користи социјален медиум, дали интеракцијата се одвива во живо и така натака. Како да препознаеме дека одредено дете е жртва на булинг? Кои се првите знаци? За тоа многу пати сме полемизирале и сме дискутирале и често пати категоризираме. Ние како психолози стално тежнееме да ставаме во фиоки, ова се знаци, тоа се знаци. Ја генерално не верувам во некои унифицирани знаци, затоа што сметам дека секој дете е различен човек и треба да се пристапи различно, и баш поради тоа сметам дека најдобар начин да ние најдеме жртвите на булинг е да постојано го обсервираме класот и да ги прашуваме учениците. Значи да имаме една постојана отворена комуникација со нив, дали како родители, дали како стручна служба, дали како наставници, да ние искреираме една безбедна средина во која што учениците ќе можат отворено да ни се обратат и да разговараат со нас за проблемите што ги имаат. И само на тој начин ние можеме брзо да идентификуваме доколку се појави ваква, да кажам, аномалија во средината. Но
доколку имаме затворена средина во која што, да кажеме, класните часови се прават реда ради, нема, да кажам, поддржувачка околина за учениците, не се чувствуваат безбедно да споделуваат, тогаш и како потешко оди да ние сега преку индиректни знаци наоѓаме кој дете е жртва на булинг од типот на повлеченост, затвореност, некомуникација, да, тоа може, но тоа не значи дека деца што се екстровертни, дека исто така не може да бидат жртви на булинг. А зошто децата кријат дека се жртви на булинг? Од што се плашат? Па најчесто срамот се јавува како емоција. Прво затоа што ниедно дете не сака да биде по ниеден начин етикетирано во класот, па дури никако жртва на булинг. И затоа што често пати едноставно, барем од онаја што сум го имала, повторно ќе кажам, јас не работам со деца, мене ми се специјалност возрастните, но сметам дека до сега често пати сум била сведок на непостапување по пријава на булинг и да едноставно институциите се глуви, не преземаат ништо да ја решат во корен ситуацијата. И на тој начин децата учат дека е подобро да се крие тоа и да се издржи, да се преживее образовниот систем, дали е основно, дали е средно, што год, само да се заврши и едноставно да сменат средина, да се спасат на некој начин од таа ситуација. А кога едно дете ќе им пристапи на родителите и ќе им каже дека е жртва на булинг, која би требало да е нивната прва реакција? Како би требало тие да изреагираат и кој е првиот чекор што треба да го преземат? Јас велам дека комуникацијата со нашите деца не почнува во ниеден случај во моменти на криза. Значи, ние не можеме да креираме комуникација со нашите деца кога веќе се они жртва на булинг. Или ако се сторители на булинг, без разлика, ако се некако инволвирани во процесот на булинг. Доколку ние сме искреирале безбедна комуникација со нашето дете, во моменти на булинг би требало да, доколку забележиме, нели, доколку се посомневаме, би требало да имаме еден отворен пристап, но да би рекла дека тој отворен пристап одговара на сите семејства, би погрешила, затоа што доколку ја немаме таа основа во комуникацијата, ја немаме таа средина во која што дете може да седне и отворено да зборува затоа што го мачи пред родителот, што год и да направи родителот, едноставно веројатно ќе најде на отпор кај собственото дете. Така што во ваквите кризни ситуации нема рецепт за како треба да постапуваат родителите, но она што можам да го кажам е дека родители кои што се склони кон барање на помош, практикуваат свесно родителство и бараат било какви совети и сугестии во врска со воспитувањето на своите деца, имаат поголема веројатност и можност да го решат овој процес на, да кажам, со минимализирани последици по менталното здравје на нивното дете. Какво влијание има булингот врз менталното здравје? Тоа е веројатно прашање за кое што ќе ни требаат 5 подкасти да снимиме, не епизоди, него серијали. Сезони. Булингот има огромно влијание врз менталното здравје. Просто не знам дали попрво да се фокусирам на краткорочните ефекти, на долгорочните ефекти, колку тоа сето се провлекува дури во нашите социјални системи, на идните работни места во кои што влегуваме, на идните соцсемени системи што ги креираме, партнерските релации, како ние влегуваме во улога на родители и така натака. Едноставно, најинтересно од се е што овие последици често пати знаат длабоко да се врежат во нашата психа и да се активираат во моментот кога тие системи стануваат активни. Така што огромен дел од клиентите со кои што јас работам го носат процесот, траумата од булинг како активен процес. Најчесто забележуваат дека се активирал кога можеби, да кажеме, станале средношколци, доколку е за средношколски булинг, станале студенти, се обиделе да стапат во нови контакти, да направат нови познатства и така натака, се обиделе да се пројават, се појавила ниска самодоверба, се појавила една негативна слика за себе, пошто жртвата на булинг стандардно се прецепира себе како слаба личност. И едноставно таквите долгорочни последици се навистина детриментални за било која личност која што стоела на местото на булинг. И доколку не се изработат тераписки, мали се шансите дека
некогаш може целосно да се остават зад себе тие, да кажам, белези. Секако зависи од тоа колку време траел булингот, формата на булингот, дали биле вклучени една, две, тројца врсници или целиот клас, или така да целата генерација може би, така што има многу фактори кои што влијаат врз јачината на последиците. А колку е важно рано да се открие булингот кај едно дете и дали доколку порано се открие би можело полесно да се надмине? Апсолутно да, за се е така во психологијата и во психотерапијата. Се што ќе откриеме на време, може да се побрзо санира и да остави поблаги последици. Се што ќе го откриеме веќе предоцна, може да е потешко за справување и потребно е повеќе време и повеќе трпение и повеќе системи се распаѓаат, така да раната превенција, пред се превенцијата и раната интервенција во ваквите состојби се клучни за минимизирање на тие последици. А дали можеби карактерните особини на едно дете влијаат врз процесот на тоа како реагира на булингот? Дали веднаш ќе сподели со неговите родители? Дали ќе си го чува тоа за себе? Секако, нормално. Повторно ќе кажам, секој дете е различна приказна. Имаме дечиња кои што се затворени, дечиња кои што се отворени, некои се екстроверти, некои се интроверти, некои се склони кон емоционална експресија, некои не знаат баш добро да изразуваат емоции. Во голема мера сето тоа е рефлексија на воспитувањето што го и она што го гледале кај нивните родители како практикување на комуникација. Меѓутоа, повторно ќе кажам, дете не е целосно изграден карактер. Туку дете е карактер во развој. И се додека е карактер во развој, постои простор да се менуваат, фундаментално да се менуваат одредени погрешни практики. Меѓутоа, родителот ја има клучната одговорност во идентификување на она што не е функционално во однесувањето на детето. Така што, дури и да имаме ние дете кое што е поинтровертно, тоа апсолутно ништо не значи во поглед на комуникацијата со родителот. Родителот има многу големо поле на работа и простор да го поддржи детето да ги развива тие вештини за комуникација, без разлика дали тоа надвор од домот стапува во интеракција со повеќе или помал број на пријатели. Со какви мисли и чувства се борат децата жртви на булинг? Па, често пати со чувство на отфрленост, на неадекватност, но и не само децата, туку и возрастните кои што некогаш биле жртви на булинг, кои што некогаш биле деца жртви на булинг, тоа е едноставно едно постојано чувство на неприпаѓање и на неадекватност во која год средина и да се најдат. И тука најчесто нешто на кое што јас работам, да кажам, со некогашните деца жртви на булинг, е токму тоа чувство на прифаќање, затоа што јас не можам да се прифатам себе ако целиот мој живот сум се наоѓал во средини во кои што не сум била прифатена. Така да, тоа чувство на неадекватност е многу силно и е многу критично, особено што во последниве 4 години, да кажам, растат едни ковид и пост-ковид генерации, кои што се навистина погодени од самата пандемија и од се што таа донесе како такво, со нарушени социјални вештини, веќе нарушени социјални вештини поради контекстот во кој што сме живееле и живееме. И тука булингот е едноставно навистина знае многу силни последици да остави, затоа што каде се веќе нарушени социјалните вештини, па уште и тоа кога ќе се појави на пример на социјални мрежи или во некаков да кажеме виртуелен простор, а детево нема капацитет некоја социјална интелигенција да се носи со тоа, тогаш знае да остави, да кажам, уште посилни трагови. Меѓутоа, генерално, тоа чувство на неприпадност, тоа чувство на неприфаќање, на неадекватност, на недоволност е многу силно, дури и кога имаме бурна реакција, тоа не значи дека внатре длабоко во себе не се чувствуваме на тој начин. Кој е првиот пристап на психолозите кон децата жртва на булинг? Повторно ќе кажам, јас не активно не работам со деца и тоа веројатно би требало да ги прашаш моите колеги Стефан и Никола,
затоа што они се инволвирани во работа со дечиња. Меѓутоа, сметам дека дури и таму, често пати од нашите наврзани конверзации сме забележувале дека тешко се откопува таа ситуација. Не кажуваат секогаш дека се жртви на булинг. Дури после таму, не знам, трета, четврта, пета средба, се случува да некако, откако ќе се стекне доверба во терапевтот, се даде мала некаква насока дека можно е да постои влијание од врсниците. Така што пред се работиме прво и наосновно на доверба. Ние не можеме да влеземе во тераписка работа, постои разлика помеѓу психолошко советување и психотерапија. Ние применуваме психотерапија. Не можеме да влеземе во било каква квалитетна психотераписка релација ако пред се не креираме доверба помеѓу терапевтот и клиентот. Дали може да се каже на одредена граница на која возраст најчесто се појавува булинг? Многу може да варира, зависи. Постојат, да кажеме, различни цели кои што се таргет на булинг кај децата во поглед на нивниот карактер. Например, во основно, да кажеме, од прво до пето оделение, тука речи си да не може да станува збор за некој многу агресивен, да кажеме, булинг, затоа што премногу се мали, имаат ограничен, да кажеме, пристап на знаење и перцепција за тоа кој што има, но може, например, повеќе да биде во надпревар кој има поубав прибор за моливи или кој има подобра опрема за на училиште, кој носи поубава облека, кој има повеќе, кој има помалку. Додека пак кога се влегува во адолесценција, веќе сите можни карактерни особини може да бидат на таргет, особено надворешниот изглед во поглед на било какви различности кај децата и само станете свесни како различностите во денешното општество најчесто се на таргет на булинг. Значи ние градиме еден свет во кој што сакаме сите да изгледаме како табла јајца. Да. А ние не сме табла јајца 30, па сите да личиме едно на друго. Него едноставно сите сме различни и потребно е и децата да ги воспитуваме во тој дух, дека е убаво да го задржат сето она што ги одвојува од средината. На некаков начин зборуваме, на некаков прифатлив начин, не зборуваме на некаков деликвентен начин. Да. Така да, сето дека ние гаиме осуда кон она што е различно, му помагаме на булингот да живее и да се развива се повеќе. Бидејќи по мене сметам дека баш булингот како тема произлегува од различностите. И се она што одстапува, да кажеме, од нешто кое што го практикувале повеќето во класот. Така. Дали кога се работи со дете жртва на булинг, се работи паралелно и со неговите родители? Дали постои таква практика? Генерално, секогаш кога се работи со малолетно лице, се вклучуваат и родителите, затоа што ние имаме законска обврска, пред се да побараме одобрение од родителот да се работи психолошки со детето, а потоа и во некоја мера имаме и делумна обврска да го известиме родителот за она што се работи со неговото дете. Нормално тоа не значи да прераскажеме се што сме зборувале на сесиите, бидејќи и покрај тоа што се малолетни, сепак постои некој тип на дискреција. Така. Нели не се пренесува се што е потребно се пренесува на родителите, односно се што се однесува на безбедноста на едно дете и на нешто кое што родителот како возрастна личност е потребно да го знае. Се останато, ние сме тука да го поддржиме детето, да го сподели со родителот. Така. Значи не да им го олесниме контактот преку тоа што ќе ни раскаже нас детето нешто, па ќе одиме ќе го прераскажеме на родителот, туку едноставно да ги јакнеме капацитетите на детето да искомуницира со родителот и обратно капацитетите на родителот полесно да допре до сопственото дете. Тука би сакала да ги спомнеме и децата кои што се сведоци на булинг. Какво влијание има булингот врз тие деца? Деца сведоци на булинг ние вклучивме во еден проект кој што го работевме ланската година со општина Карпош, во соработка со општина Карпош.
Може би нема да биде ова целосен одговор на твоето прашање, но мислам дека е интересно да се спомене, пошто беше слободно, да. многу интересен проект и многу интересен социјален експеримент на некој начин. Искреиравме проект кој што се викаше Антибулинг армија и токму децата сведоци, вклучително и децата случајни минувачи во класот, беа вклучени да бидат дел од таа антибулинг армија и беа обучувани како да интервенираат во случај на булинг. Проектот беше повеќе слоевит, беа вклучени и директорите на училиштата, и директорките, и наставниците, особено класните раководители, од кои што беше побарано да бидат во константна комуникација со офицерите на антибулинг армијата. Правевме и анкети со децата, беа вклучени ученици од 7 и 9 оделение, што беше баш една интересна критична возраст, бидејќи сепак е тоа делум на адолесценција. Така. Беа добиени навистина интересни резултати. Децата кои што учествуваа во анкетата, може би 90% од нив беа сведоци на булинг, што значи навистина е често. Зборувам на поле на општина Карпош, затоа што работевме со сите основни училишта на општина Карпош, што беа 10 на број. Така што ние сме се уште во обработка на тие податоци, меѓутоа она што е до сега сработено е навистина алармантно. Укажува на една многу голема застапеност на булинг во училиштата. Од тој проект ќе произлезат некои препораки. Јас искрено се надевам дека ќе влезе овој проект во некоја поконвенционална употреба, затоа што баш сведоците на булинг имаат многу силна моќ да влијаат врз она што се случува, или да го спречат, или да го потпомогнат. Како што, например, го гледавме на видео од едно средно училиште кое што излезе сега скоро во медиумите, каде што 3 девојчиња физички напаѓаат друго девојче. Што се случи? Моќте ја има случајните минувачи во наводници, сите оние кои што гледаа и ракоплескаа. Од сите тие само еден излезе и физички интервенираше во таа, да кажеме, физичка пресметка. Така што по мене децата сведоци и случајните минувачи имаат клучна улога во процесот на спречување на булингот. Со што се соочуваат децата кои го извршуваат булингот? Од другата страна, од тој аспект? Може да биде буквално се. Повторно ќе кажам, ја не сум љубител на категории. Сметам дека секое едно дете е приказна за себе и треба да се провери. Пред себе треба да си има отворен пристап кон него или кон неа. Најважно е да во процесот кога ќе се појави булинг и кога ќе се појави були, односно дете кое што прави булинг, да се земат сите можни аспекти во обзир. Семејната атмосфера, менталното здравје на детето, можеби ние го тоа објаснуваме како булинг, можеби се работи за детенце кое што е на некаков спектар, или пак можеби се работи за дете кое што има некакви потешкоти во учењето или во емоционалната експресија и така натака. Можеби е тоа само еден, што викаме cry for help, на тоа дете, начин на кој што несвесно пробува да привлече внимание за да добие помош за сопствената состојба. Не е секогаш направено од деца кои што се, да кажеме, целосно функционални во поглед на менталното здравје. Постои и друга варијанта, да едноставно, доколку има семејство во кој што се практикува насилство, вербални закани, да кажеме, хостилна атмосфера, атмосфера во која што постои и е многу присутна агресијата како таква, тогаш голема е веројатноста да детето како сунгер си впие се она што го гледа во домот и да едноставно продолжи да го применува истото во сите социјални системи во кои што влегува. Што покажува праксата? Каков е односот помеѓу дете жртва на булинг и оно што го извршува булингот? Ако може да ми го повториш уште еднаш прашањето? Во однос на тоа, каков е односот меѓу нив кога се на училиште, кога се гледаат жртвата на булинг и оној што го извршува булингот? Нивниот заемен однос? Па јас не сум баш сигурна колку тие имаат однос. Повеќе тоа е сведено на ниво на закачање, нели? Тоа е сведено на ниво на вознемирување, на нешто кое што е моментален контакт, краткотраен контакт,
непостојан, повремен, повторно зависи од ситуацијата, булинг може еднократно да се случи, не мора да е повторувачки. Константен, така да. Меѓутоа, ако се работи за повторувачки булинг, тогаш најчесто се случува на места на кои што тоа е невидливо, може да се сокрие, места на кои што напаѓачот може полесно да се камуфлира во таа улога на напаѓач и да едноставно не биде виден од предпоставените, од авторитетите во училиштето. Така што повторно јас тоа не би го опишала како некаква релација помеѓу жртва и напаѓач, туку е едноставно ситуационален контакт во кој што се влегува поради одредено задоволување на потреба на напаѓачот. Така, на било каква потреба, дали во тој момент или во зависност од тоа така, некое нешто што му се случувало. Би сакала и да позборуваме малку за сајбербулингот. Колку децата денес се свесни за сајбербулингот? Не знам колку се свесни, искрено. Мислам дека во голема мера се запознаени со она што се случува на социјалните мрежи, но не сум сигурна дека го етикетираат како булинг. Затоа што сметам дека овие поими и генерално грижата за менталното здравје кај нас е се уште многу нова. Да. Ние сме држава која што се уште е навикната да го бара дискомфорот. Например, читав коментари за реакцијата на зошто студентите барале повеќе пари за појадок. Требало да се задоволат со она што им е дадено. Не треба да се задоволат. Не треба да се задоволат ни децата. Ние сме тука да растеме, ние сме тука да ја менуваме средината кон подобро. И потребно е да зборуваме за да може да едноставно имаме знаење и да сме подготвени за она што може да се случи. Конкретно во поглед на сајбер просторот, најголем дел од активностите што децата ги прават, дел од нив можеби се и забранети за малолетници. Така. Оние кои што се дозволени за малолетници, јас мислам дека делумно во најголем дел од полисите на барем игрите или социјалните мрежи, има некои одредени предупредувања што се однесуваат на вербално напаѓање, на она што го викаме toxic chat. Дури во некои игри можете и да репортнете некого доколку користи toxic language, доколку користи токсичен јазик или некакви директни навреди вербални кон вас. Но она што е на ниво на социјални медиуми е малку покритично, затоа што тука знаеме и да пишеме и некој коментар, да направиме и лажен профил, да закачаме некого без да знаеме кој не закача, така да тука е малку покритично. А дали истите ефекти ги има и сајбербулингот како и другите видови на булинг врз менталното здравје? Па јас мислам дека сајбербулингот можда и поголеми ефекти има, затоа што на социјални мрежи сметај дека буквално она што ќе се напише може цел свет да го прочита. Тоа е многу е изложувањето е преголемо. Кога некој ме закача мене во училница од 30 деца, веројатно само 30 деца го гледаат тоа или не го гледаат, знаат за тоа. Но кога некој ме закача мене на социјална мрежа, каде што може да имам 2000 пријатели, сите може тоа да го видат и да го прераскажуваат. Така. Дури кога не е на мојот профил, ние имаме искуство со правење на лажни страници, правење на Facebook страници за да закачаме некого, правење на Instagram профили за да се исмејуваат некои деца, јавна соба, случајот јавна соба, например. Да. Така да има многу начини како може нештата да ескалираат и да едно дете, богаме ни возрасен или било кој индивидуа изгуби контрола врз она што се случува на социјалните мрежи. А колку е важно детектирањето на булингот од страна на наставниците? Дали се тие први можеби кои што треба да забележат дека нешто не е во ред? По мене е клучно тоа, затоа што децата проаѓаат голем дел од денот на училиште, веќе со новите програми, бивањето на школа станува се поинтензивно и подолготрајно и токму поради тоа имаат увид во еден период во кој што родителите немаат увид да е многу значаен за децата. Пред се затоа што тука може да ги истражат и нивните меѓусебни интеракции. И јас секогаш велам дека наставниците не треба да бидат присутни само за време на часовите, туку особено да бидат присутни во училницата за време на одморите. Затоа што се што се случува за време на одморите
е голем индикатор на тоа како децата меѓусебно се однесуваат, каква е нивната социјална интеракција, кој дете е аутсайдер, кој дете е лидер во класот, дали тоа дете манипулира со мислењето на другите или не, дали има табори во класот кои што меѓусебно се кошкаат, се закачаат. Така што по мене одморот како таков е клучен, одморите помеѓу пауза или големиот одмор е клучен за да вие видите што се случува помеѓу децата и како се однесуваат едно со друго. Како да се зголеми самодовербата и мотивацијата кај децата кои биле жртви на булинг? Пред се преку прифаќање, преку процесот на прифаќање и тоа е еден, да кажам, долготраен процес кој што не може да се случи преку ноќ. Не е генерализиран, например, ние немаме хируршка постапка па да имаме етапи по кои што работиме. Тоа е многу комплексен процес и многу зависи од самото дете и кои механизми на функционирање кај него се зафатени, што е засегнато. Некогаш површни механизми се зафатени, па не остануваат големи последици. Некогаш многу подлабоко е тоа. Рачунете, некогаш децата ги закачаат и за работи поврзани со семејството. Да. Се упатуваат разни навреди во врска со семејството, се вадат информации поврзани со родителите за кои што детето не било известено или за приватниот живот на родителите, па тука може и таа релација да се наруши. Така да многу зависи што е зафатено, каков е случајот на булинг за кој што зборуваме. И од тука ние можеме да разгледаме што е најпотребно во дадениот момент за тоа дете. На што би требало ние како општество да поработиме за да се намали врсничкото насилство? Пред се на прифаќање на недостатоците и на проблемите, така. Затоа што ние сме едно прилично успано општество кое што тежне кон тоа да ги бутка проблемите под тепих и да се однесува дека не постојат. И тоа е плодна почва не само за булингот, туку за било кои ментални нарушувања и состојби и фрустрации пред се. Јас лично би трнала од таму, од поголема комуникација. Исто така сметам дека голема општествена аномалија е лошата комуникација. Ние најголем дел од проблемите и конфликтите суштински лежат во нашето недоразбирање и нашата неможност да се случаме да зборуваме. Така. Така да сметам дека преку работа на комуникација, преку нормализирање на тоа да не бидеш окей, да едноставно луѓето сватат дека е во ред да не си окей. Така, да. Дека не постои човек кој што 24/7 е добар. Така е. И тоа ја чисто пати му го кажувам на клиентите. Јас единственото нешто што ме разликува мене од вас е тоа што јас имам направено многу повеќе сесии од вас на себе. Така да тоа е клучното. Да едноставно сите се завртиме кон себе и видиме што тука недостасува. Така. Па само така можеме кога ќе го искоригираме она што е, да кажам, несоодветно во себе, да градиме здрави релации, здрави семејства и да раснеме здрави дечиња. Ваши препораки за полесно надминување на булингот? Препораки за полесно надминување на булинг дефинитивно социјални контакти. Да градиме пријатели кои што ни се вистински пријатели, не кои што ни се преправаат дека не се пријатели. Затоа што социјалните поддршки се буквално амортизер на булингот. Булинг најчесто булингот е најсилен кај деца кои што се неприфатени генерално и кај деца кои што имаат помал број на пријатели, кои што во семејството се осудувани и така натака. Градење на силни, стабилни социјални системи буквално амортизира последици од булинг. Многу е важно да ги воспитуваме децата да креираат здрави и искрени пријателства и да едноставно во било која таква криза имаат простор да се потпрат на своите пријатели, но и исто така и тие да бидат поддршка за нив. Така што само преку такви здрави пријателства можеме да се избориме со она што е општествена аномалија во поглед на меѓуврсничката интеракција. Тијана, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас, Симона. За крај би додала само дека зголемувањето на нашата свест за чувствата и емоциите на луѓето околу нас би можеле да ни помогнат да го намалиме врсничкото насилство.
Се разбира потребна и многу работа и посветеност и многу долги и длабоки разговори со децата кои ќе им останат за секогаш врежани во нивните глави и само така ќе можат да препознаат насилство и да кажат не на истото. Би сакала да ве потсетам дека може да го искористите кодот за попуст на разговор МК. Во описот ќе ви го ставам и кодот подетално. Не заборавајте дека не сте сами и секогаш можете да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.